Здраво ви дородовте уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме што се случува откако некој патоген организам, најчесто микроорганизам, веќе ги има пробиено, ги има пробиена нашата првична одбрана, односно анатомските бариери за кои зборевме во минатото видео. И како нашиот имун систем всушност ќе се справи со него. Односно ќе разгледаме како ќе препознае кој е натрапникот и каде е натрапникот, со цел да се локализира проблемот. Сега интересно е дека вродениот имун систем, така значи вроден и нашиот адаптивен имун систем препознаваат натрапникот на различни начини и ќе разгледаме кои се некои разлики помеѓу нив, но главно ќе се задржиме на вродениот имун систем. Сега, нашиот вроден имун систем што препознава? Значи овдека ќе имаме како бактеријата, така имаме бактеријата. И нашиот вроден имун систем препознава одредени молекуларни структури, така кои може да се наоѓаат на површината на бактеријата или може да се продуцирани од страна на нејзе во околната средина. Значи препознава одредени молекуларни структури и тие молекуларни структури го активираат вродениот имун систем. И најчесто тие молекуларни структури се споделени од голем диверзитет на односно голем опсек на микроорганизми и овие структури ние ги нарекуваме патоген асоцирани молекуларни образци. Значи образци како вид на структури, шари, така. Значи pathogen associated molecular patterns на англиски и затоа на англиски всушност ги бележат како патоген асоцирани молекуларни patterns, односно шари, pumps, значи шари. Значи тоа не е еден вид на молекула, например не е само ваква светло-сина молекула, него тоа е цел збир на различни видови молекули кои може да бидат препознаени од страна на нашиот вроден имун систем. И цел тој збир на молекули спаѓаат во овие патоген асоцирани молекуларни образци. И нормално, различни патогени организми прават различни патоген асоцирани молекуларни образци. Така, например, имаме вируси, имаме бактерии, и тоа многу голем број на различни вируси и различни бактерии. Имаме различни габи, така. Значи имаме различни видови патогени организми кои даваат различни патоген асоцирани молекули кои спаѓаат во избир на патоген асоцирани молекуларни образци. Сега, овие молекули може да имаат различни структури, значи тоа може да се некои нуклеински киселини. Така, например, може да бидат двојно верижна, double stranded RNA. Ние имаме едноверижна RNA. Така, значи тоа не валја. Може да биде неметилирана ДНА. Така, значи ние имаме метилирана ДНА која се наоѓа во јадрото. Дури и ДНА која е метилирана, ако е надвор од јадрото, може да биде патоген асоцирана молекула, бидејќи ДНА треба да е во јадрото, ако е надвор тоа не чини. Исто така не мора да се нуклеински киселини, тоа може да се некои протеини кои не се среќаваат кај нас, така значи може да се протеини како што е например N-формил метионин. Ние го немаме овој протеин, така што ако го сретнеме, знаеме дека не е наш. Може да се различни липиди, така некои си липиди кои не се среќаваат во нашиот организам, може да се сахариди. Може да се комбинации липосахариди. Интересно е дека може да се некои олигосахариди кои на краевите имаат маноза. Така, например, имаат маноза на краевите, која што таква молекула не се среќава во нашиот организам. Така што ако го сретнеме тој шеќер, знаеме дека имаме некој си бактерија или некој микроорганизам кој го произведува, бидејќи не е наш. Значи сите овие различни видови на молекули кои може да бидат продуцирани од различни вируси, бактерии, габи и така натаму, влегуваат во овој вкупен збир, така, на овие pumps, така, патоген асоцирани молекуларни образци кои може да се сретат. Сега, овие ако се сретнат, тоа не наведува дека сретнуваме одредена бактерија или одреден вирус. Значи ова се као општи водичи
И затоа вродениот имун систем не е специфичен. Тој е неспецифичен, али е брз. Он препознава дека имаме некоја си двојна верижна арена. Кој е вирусот? Нема појма. Односно дали добро, нема смисол ни стекнатиот не знае кој е вирусот, ама ќе даде многу поспецифичен одговор. Ова значи дава само одговор дека имаме некаков си вирус. Или пак ако имаме некој си даден протеин, знае дека тој протеин само не е наш. И одговара исто на сите бактерии кои би го дале тој протеин. Значи не дава специфичен одговор за различен вид бактерија. Додека стекнатиот имун систем, односно адаптивниот, одговара многу поспецифично, препознава многу по-различни неспецифични супстанци, така значи ова е адаптивен. Значи препознава многу по-неспецифични супстанци, односно тие супстанци ги нарекуваме антигени, кои не мора секогаш да се микробни по природа, така. Значи тоа не мора да се од микробна природа, може да се некои токсини, така. Значи стекнатиот, односно адаптивниот, препознава различни антигени кои има многу поголема лепеза, значи многу различни видови молекули кои не мора да се од микробна природа. Или пак вируси, нема врска. Добро, и вирусите се микроорганизми, иако сепак не се живи, но окей. И сега интересно е дека вродениот имун систем не може да биде прелажан во некој начин од мутации на бактерии. Бидејќи сите овие патоген асоцирани молекуларни образци кои ги препознава се молекули, видове молекули кои се клучни за животот на вирусите, бактериите и габите. Така, значи викаме нуклеински киселини, протеини, липиди и сахариди, кои се клучни за нивниот опстанок. Така што нивната мутациона способност, веќе секоја бактерија просто добива две различни бактерии, секоја има мала разлика, така. Сега, не може со тие мали разлики да го прелаже вродениот имун систем, бидејќи секаква промена која би се јавила во овие молекули би била смртоносна за бактеријата. Така што бактериите немаат баш некакви си мутации во овие молекули. Така, бидејќи сите овие молекули се клучни за живот. Живот на бактеријата. Или пак на некој микроорганизам. Така што тие мора да имаат релативно константна структура постојано, бидејќи не може да се случи мутација. Ако се случат мутации, ќе се наруши структурата на нуклеинска киселина и ќе умре бактеријата. Така, значи сите молекули, најголем од молекулите кои ги детектира вродениот имун систем, се најчесто клучни со животот на самата бактерија. Така што мутации на гените кои контролираат овие продукти нема да го прелажат вродениот имун систем. Додека кај адаптивниот, на некој начин микроорганизмите може да го прелажат. Бидејќи адаптивниот, например, препознава голем број на структури. И, например, препознава некоја си структура X, да речеме. Но таа структура X не е клучна за животот на бактеријата. Така што бактеријата ќе мутира на некој начин, така што малце ќе се промени структурата X, така ќе се остане релативно исто, но ќе се промени. И сега адаптивниот имун систем нема да може да препознае оваа структура. Мислам, ќе ја препознае, имаме различни тела, ама нема да ја запамти. Например, нема да имаме меморија против таа структура. И тоа е една интересна работа, дека адаптивниот може да биде прелажан од страна на мутации, бидејќи адаптивниот детектира молекули кои не се клучни за живот, односно кои не мора да се клучни за живот, додека вродениот детектира молекули кои се клучни за животот на бактеријата. Добро. Сега, интересно е дека нашиот вроден имун систем не препознава само патоген асоцирани молекуларни образци, него препознава и некои наши молекули. Така, сега, рековме дека обично лошо е, например, ова е некоја клетка од вродениот имун систем, лошо е да препознава молекули кои се во нашето тело. Но вие се молекули кои се јавуваат само при оштетување на ткива. Да речеме дека си имаме наши клетки. Така, значи ова е маса од некои си наши клетки кои биле нападнати и оштетени од страна на некои си бактерии. Така да че дека имаме бактерии и овие клетки се оштетени од страна на нив. При самото оштетување на клетките, различни материјали
така различни супстанции од нашите клетки излегуваат надвор во околните ткива. Така, например, ево по да го нацртам. Имаме една клетка која на некој начин вака е дупната, ова е шематски представување, но сепак, и која е разградена, уништена на некој си начин од некоја си бактерија. Така. Сега ќе излезат различни супстанции од внатрешноста на нашата клетка. И тие супстанции нормално се наоѓаат внатре во клетката, така што имуниот систем не ги детектира. Но во овој случај тие ќе излезат надвор во интерстицијалниот простор. И ако излезат надвор, нашите имуни клетки од вродениот имун систем може да ги детектираат. И овие молекули кои ги детектираме, кои доаѓаат од оштетени или клетки во умирање, се нарекуваат, ќе земеме со некоја друга боја, летова, се нарекуваат damage associated molecular patterns. Значи, оштетување асоцирани молекуларни образци. Односно, штета асоцирани молекуларни образци. Значи, препознаа супстанции кои излегуваат од нашите клетки кога се оштетени. Сега, овие штета асоцирани молекулски образци не мора секогаш да бидат ослободени ако има некоја си бактерија. Сега, најчесто вирална инфекција, се ја бактерија употреби, зашто полесно се разбере, но вирусна инфекција сега може да бидат ослободени и едноставно при некоја си травма, например те удри некој и ти направи модрица, така. Сега не дека имало тука бактериска инфекција, не е пробиена кожата, ама сигурно се распрскале неколку клетки. И тие клетки ќе ги ослободат овие содржини и имуниот систем ќе мисли дека има некаква си инфекција. Добро, има штета нормално, но нема инфекција. Исто така некои клетки не морат ни да бидат целите оштетени, значи може само да има некој си наводници натрапник кој проба да ги оштети и да ослободат супстанции наречени алармини, кои се дел, значи тие се алармините се група од овие dumps. Сега, нашите клетки на имуниот систем реков дека ги препознаваат овие dumps или pumps. Така. Тоа го прават со помош на рецептори кои се наоѓаат на нејната површина. Така, значи ова е некоја клетка од вродениот имун систем и она нормално мора да има рецептори со цел да ги препозна овие dumps молекули или pumps молекули. Така. Сега, овие рецептори на клетките на имуниот систем, што ќе направам уште една клетка на имун систем, која значи ги препозна овие молекули со помош на рецептор кој го има на својата површина. Значи овие рецептори се нарекуваат pattern recognition рецептори. Така, односно pattern recognition рецептори, ПРР. И на македонски образец препознавачки рецептори, но ние ќе користиме англиските кратенки. Сега овие ПРР рецептори се наоѓаат на различни делови од имуниот систем, односно се наоѓаат на голем број од фагоцитните клетки, така, односно тука спаѓаат, например, ќе бележиме овие клетки каде што може да бидат макрофаги, може да бидат неутрофили, дендритични клетки, дендритични клетки, идеме вака, може да бидат на различни епителни клетки, различни епителни клетки, но исто така може да бидат и растворени. Растворени во крв или пак во различни секрети, така, значи во различни слузни секрети, значи крв, слуз. Значи вакви ПРР рецептори можеме да имаме во различни фагоцитни клетки и дури да бидат растворени како сами чисти рецептори во крвта и во слузот. Тие кои се растворени во крвта, односно во слузта, потекнуваат опсонизација или пак преку систем на комплемент ги уништуваат натрапници, ги уништуваат бактериите. Добро, кога сега го разгледавме се тоа, ќе видиме некои табели со примери, ќе дискутираме за некои од работите кои сега ги зборевме преку табели. Сега, првата
е примери, каде што имаме примери од патоген асоцирани молекуларни образци и штета асоцирани молекуларни образци. Значи, овие првите се pumps, така, значи овие се pumps, овие се dumps. И гледаме дека патоген асоцирани молекуларни образци, например, нуклеински киселини, single stranded, така едноверижна РНА која потекнува од вируси, двоверижна РНА која е многу ретка и се наоѓа во вируси, ЦПГ, што е цитозин гуанин, богат олигонуклеотид, кој се наоѓа и во вируси, во бактерии, некои протеини како пилин, флагелин, кои се дел од тие израстоците на бактерии. Така, значи имаме флагелуми, флагелум е ова дека, така ова е кофлагелум, опарчето, може би да повеќе опарчиња. Така, пили се некако долги исто вака издолжетоци, дека фимбри се некако мали влакненца. Така, значи тие се протеинска природа имаат. Така, значи тие може да служат како пампс, некои шекери, како манани, глукани, кои се среќаваат кај различни фунги, бактерии, липиди на каточниот зид, липотеихоична киселина, значи грам позитивни, одредени липолисахариди кај грам негативните. Значи, ова се тие пампс молекули, односно група, различни молекули, кои се општи, така тука не специфицираме дека се стриктно за одреден вид на бактерија, значи ова го среќаваме кај сите грам позитивни бактерии. Така, не е специфично за одреден вид на бактерија, не е некоја си молекула која само на една бактерија прави, него е општо за сите грам позитивни бактерии. Значи не е специфично. Например, овие damage associated molecular patterns, значи некои молекули кои се јавуваат кога ќе имаме оштетени клетки или некои ткива, така. Значи стрес индуцирани протеини, ХСП, heat shock протеини, тие се јавуваат кога е потопло, со цел да не се денатурираат протеините. Кристали, односно соли, што имаме тука некои други, АТП, пептиди и така натаму и така. Сега, исто нуклеарни протеини, хистони, ова е интересно, не ви спомнав како со ДНА. Например, хистоните, тие се наши молекули, така, ама тие се наоѓаат во јадрото, не треба да се наоѓаат надвор во интерстицијалниот простор помеѓу клетките. Значи, ако се најдат таму, значи некаде некоја клетка била отворена, така. И така може да препознаат. Сега овдека имаме некои си разлики помеѓу вродениот и адаптивниот имун систем. Значи, како што рековме, специфичност. Вродениот има одреден рецептор, ова е тол рецептор кој препознава маноза. И ти можеш да имаш еден вид на бактерија, друг вид на бактерија, трет вид на бактерија, сите кои имаат маноза и сите ќе ги врзува, така, значи опште, неспецифичен. Додека адаптивниот користи антитела со цел да препознае различни антигени кај бактериите, значи високо специфичен. И гледаме дека има околу 1000 различни шари, образци кои ги има вродениот, додека адаптивниот има над, значи повеќе од 10 на 7. 10 на 7 е тоа 10 милиони. Значи повеќе од 10 милиони различни. Сега, имаме, например, различни видови рецептори, имаме околу 100 различни видови на неваријантни рецептори. Значи ние главно ќе збориме за овие тол видни рецептори, иако постојат, како што вика, нешто помалце од 100 неваријабилни рецептори, додека кај вродениот имаме само два вида. Имуноглобулини, кои се всушност антителата, и T-cell receptors, значи рецептори на Т клетките. Иако имаме само два вида, значи имуноглобулини и Т рецептори, имаме по милиони варијации од секој од нив. Така. Друго, добро, не клонски, односно имаме генски комбинации, во другите немаме и така натаму. Исто ова на крај дискриминација помеѓу себе и не себе. Ова го зборевме во минатото видео, значи вродениот имун систем е совршен, таму стоеше перфект во минатото видео, каде што беше, вика, вродениот имун систем не може да препознае твој дел, односно да развие автоимун одговор, бидејќи е совршен, односно ако би развил, не би ни се родил. Така додека адаптивниот, бидејќи цело време прави нови комбинации,
Значи како што рековме има повеќе од 10 на 7 антигени, некој ќе се трефне и ќе искочи надвор од клетката и може да покрене автоимуно заболување. Сега, кога збориме, ние сега главно ќе се задржиме на вродениот имун систем, бидејќи нели за тоа збориме во наредниве неколку видеа. Ќе збориме, значи сега ќе ги разгледаме овие нешто помалку од 100 различни неваријантни рецептори и како што реков, главно ќе се задржиме на овие толовидни рецептори. И сега дека имаме различни PAMP, односно ПРР рецептори, значи ги имаме овие Pattern Recognition рецептори, значи ПРР, имаме различни видови, така ги имаме овие TOL-like рецептор, самото ТЛР, NLR, RLR, CDS и така натаму и така натаму. Ние нема тие да ги разгледуваме, можеби на кратко ги спомнеме нешто, но главно како што реков ќе се задржиме на TOL рецепторите. Но значи, сите овие овдека кои ги гледате, така значи сите овие овдека се дел од, односно се ПРР рецептори од овие кај што се помалку од 100 на вродениот имун систем. Така, се дел на вродениот имун систем и сите се неспецифични, односно препознаваат само одредени видови молекули. Али пак има доста компликации, значи не е така просто. Добро. Сега рековме дека може да бидат асоцирани на различни молекули, мислам на различни мембрани на клетките, така значи на плазма мембраната, на ендозомалната мембрана, на фагоцити на Б клетки, ендотелни клетки и многу други видови клетки. Но рековме дека може да бидат растворени исто така во крвта и да бидат растворени во, например, слузот. И овие се например тие растворливите пентраксини, колектини кои се состојат од колагени, лектички молекули, фиколини, комплемент, значи система комплементот, која е всушност составена од барем 20 протеини кои имаат различни улоги и се надокнадуваат еден на друг. Значи овие се исто така ПРР молекули кои се наоѓаат растворени во различни ткивни течности. Сега, каде се може да се најдат овие, значи рецептори, видовме дека е напишано на плазма мембрана и т.т. Да видиме кај ви се ставиле внатре во една клетка, така. Значи може да бидат на надворешната мембрана, тоа да се гледа баш убаво, нека обледе од дека текстот, но окей. Значи може да се најдат на надворешна мембрана, така. Може да се најдат внатре во цитосолот, така например овие рецептори кои фаќаат например вирална РНА, така микробијална ДНА. Така значи имаме различни рецептори или пак да се наоѓаат во внатрешноста на ендозом. Бејќи ендозомот се прави со вдлабнување на надворешна мембрана, така што овој рецептор ќе дојде сега од внатрешната страна. Така ако се вдлабне овдека целото и затоа во ендозомите се наоѓа од внатрешната страна. И така. Добро, тоа беше се за ова видео. Значи видовме дека нашиот организам си има рецептори. Видовме дека имаме рецептори со кои можеме да детектираме дека навлегле некакви си патогени организми и тие се разликуваат помеѓу вродениот и стекнатиот имун систем. И сега понатаму ќе ги разгледаме подетално овие рецептори и сигналните патеки, како праќаат сигнал, па како стигаат клетките, кои клетки што прават и некои други работи. Ќе разгледаме и понатаму и воспаление, како се одвива процесот на фагоцитоза, тоа е многу интересно, процесот на фагоцитоза. Ние викаме само ја лапа, ја голта и ја уништува, ама всушност се многу покомплицирано. Добро, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.